Распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители за враќање на довербата во правосудството и пратеникот Љупчо Пренжов е на ставот дека потребна е сериозна реформа за подобрување на условите во овој сегмент. Вели ова не би представувало мешање на власта во судството, туку само јасно ставање на критериуми кои можат да бидат членови, а кои не. Ако се распушти судскиот совет и совет на јавни обвинители, тогаш ќе има прво други критериуми за тоа кој се може да биде таму и да оценува работата на судиите. Второ, ќе си ги бираат судиите на начин утврден преку критериуми тие луѓе кои што утврдат ги контролираат. Трето, секој еден граѓанин кој што поднел преставка до судскиот совет за нешто за кое што смета дека е обесправен или за погрешно донесена одлука, судскиот совет ќе биде должен тоа да го објави јавно на граѓанинот. Оваа реформа во правосудството е предизборно ветување на ВМРО ДПМН. Евроамбасадорот Дейвид Гир не сакаше да го коментира ставот на премиерот Христијан Мицкоски дека амбасадорите се мешат во внатрешните работи на земјава во врска со планот за распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Рече дека Европската унија е подготвена да соработува со Македонија за враќање на довербата во судството. I think the Prime Minister raised some important issues. I think we're very much agreed about the need for reform of the rule of law, and this is crucial for the European path of the country. And of course, we will continue to engage with the Prime Minister, with the government, to discuss on the best ways of moving forward, as well with other parts of the system. So I think we're looking forward to a very continuing, constructive relationship. We share the same goals to bring this country into the European Union as soon as possible. Ниту амбасадорката на Германија Петра Дрекслер не сакаше директно да ја коментира изјавата на Христијан Мицкоски, само порача дека диалогот со новата влада продолжува, а мора да продолжат реформите. We will continue our dialogue with the new government here, and I'm very confident that will be appreciated from all sides. We have a very strong exchange also on issues of rule of law. That's part of the EU accession process. As you know, the fundamentals are called the fundamentals because they are so important. So we look forward to continue that dialogue. Мицкоски вчера кажа дека во изјавите на амбасадорите гледа практика на мешање во внатрешните работи на државата и непочитување на фактот што за оваа влада гласале 600.000 граѓани. Премиерот уверува дека доколку му предложат подобро решение ќе го прифати, но дека вака како што е веќе нема да може затоа што не се казнуваат криминалците и корумпираните.